Пред се, добар ден на сите, благодарам за поканата. Веројатно е времето кратко, 4 минути да кажеме многу работи. Меа уште во јули минатата година кажа одреден сет на мерки кои што ги достави до владата, најдобар дел од тие мерки беа имплементирани. Меѓутоа, значи, меа оваа седница што имаше последна, разгледуваше 3 точки. Јас ќе ги набројам, ќе се задржам на таа што е најважна и која што е практично дел од денешната дискусија и панел. Првата точка беше како компаниите поминаа во кризниот период и пред се тоа, значи, компаниите кои што беа на слободен пазар. Второто е како ќе се движи цената на гасот, бидејќи таа го детерминира во голема мерка движењето на цените во идни на електричната енергија во следниот период. И третото беше, значи, обновливите извори и како да се направи одржлив развој на таа наречена така енергетска транзиција, која што е убава како збор, наша единствена можност и ние немаме алтернатива, ама тука постојат и опасности кои што треба да се надминат и за кои што претходните говорници нешто изборуваа. Сосема кратко за првите две точки, значи во првата точка е компаниите кои што беа на слободен пазар, тие практично беа оставени на слободниот пазар комплетно. Добро е што се поддржаа граѓаните, компаниите на регулиран пазар, меѓутоа не треба да заборавиме дека овие компании запослуваат некаде околу 100.000 луѓе, тоа се 2.500 компании и во главно се справија пристојно, би рекол, со мали исклучоци на некои кои што запраа, но она што е најважно да не влегуваме во статистички податоци, колку се тие дел од GDP-то и така натаму, најважно е дека тие се и главните работодавачи на малите компании кои што се поддржаа и ако тие престанат да работат, практично малите компании ќе нема за кого да работат. И затоа една од препораките беше за во следниот период и следната година, доколку цените растат, сега тие се стабилизирани. Ако е на ова ниво не е проблем, ќе се справиме, иако цената кај нас е неконкурентна визави околината, ама ќе се справи економијата со тоа, но ако цените повторно продолжат да растат, може да настанат проблеми. А тоа е поприлично не, како да кажеме, предиктабилно, заради тоа што прашањата се повеќе геостратешки, геополитички, нега економски, па како такви тешки за предвидување. Во делот на гасот, значи, има повеќе фактори кои што влијаат во еден или во друг правец, но во прилог на времето нема да ги дискутирам и мислам дека е поприлично непредиктабилно во моментов и неблагодарно да се процени дали ќе имаме понатаму оваа година некој период со скок, кој што може да се случи, и тоа може да се случи баш во пролетните и летните месеци. Ке се задржам најмногу на последното, што е и тема, значи, дали Македонија може да биде енергетски хаб? Да, може. Значи, при тоа можеме да кажеме, мораме да кажеме дека јас сум еден од најголемите поддржувачи на обновливите извори на енергија, но при тоа мора да кажеме и дека обновливите извори на енергија имаат и своји недостатоци, а тие не се контролабилни. Тие може да се предиктабилни, вие можете со добра прогноза да предвидите утре колку сонце ќе има, колку ветар ќе има, ама тоа не можете да контролирате. Значи се неконтролабилни и во тој смисол, значи, прават проблем во балансирањето на системите. И кратко да скратам, значи мора да се прават обновливи извори од сите типови. Значи обновливите извори имаат квалитет на енергијата. Најквалитетна енергија од обновливи извори е биогасот, бидејќи таа стабилна и таа работи као рек битола отприлика. Втор квалитет, значи, на обновливи извори на енергија се хидроелектраните, бидејќи тие се периоди, значи од денеска за утре или за следниот месец предиктабилни и контролабилни, бидејќи водите не се менуваат така брзо. После следни по квалитет се ветерните електрани и најмали по квалитет се фотоволтаиците, бидејќи тие во 20% од времето произведуваат 80% од енергијата во текот на годината. Сега треба да најдете начин како со тоа да се справите. Има 3 излезни сценарија на кои што треба на време да се мисли, за да, како што рековте во енергетиката, ако не мислите напред едно 5 до 10 години, вие у принципи немате план. И во таа смисла, значи, 3 се излезните реченија. Мислам дека треба да споменеме нешто што тука не беше спомнато. Ќе имаме вишоци на енергија од фотоволтаици во тие 20% од времето во годината и секаде во регионот ќе има вишоци. И тука морам да напоменам дека Чебрен е едно добро излезно решение за таа работа, бидејќи тоа е реверзибилна електрана која што може да пумпа во тие периоди и реверзибилните електраните се едни од најдобрите, како да кажеме, регулатори на балансирањето на системот. Втор
познат во светот, значи механизам и начин кој што е помодерен од реверзибилните, овие се стари технологии, али се уште ефикасни. Втор начин е батериските системи и мене ми е драго што слушам и ние како МЕА ја покренуваме истата иницијатива да се решат батериските системи, тие се веќе опфатени во Законот за енергетика, ама тука треба многу внимателно да се предвидат 3 типа на сториджи. Едни се тие кои што ќе бидат инсталирани во рамките на фабриките, значи одредени индустријски капацитети имаат фотоволтаици и тие да си направат собствен сторидж како би можеле дневната да ја трансферираат во друг тип на енергија. Сториджи кои што се во рамките на електрани, фотоволтаици, углавно, може и на други електрани, и трет тип на сториджи кои што се тотално независни и кои што ќе даваат услуга на сите овие. Сите овие 3 типа на сториджи треба посебно да се како да кажеме, регулираат со подзаконски акти за да бидат тие изводливи. Вие денеска ако сакате да ставите батерија, нема кој да ви даде градежна дозвола. Што е тоа? Градба, опрема. Така, значи треба да се регулира и тоа треба да се направи брзо за да не бидеме изненадени, бидејќи јас очекувам дека веќе овој мај и јуни ќе имаме вишоци на енергија од фотоволтаици во Македонија кои што ќе треба да бидат извезувани. И тука ќе завршам со последната реченица, тоа е дека третиот начин на кој што може да се складира енергија кога ќе има вишок, а гледаме дека ќе има вишок во дадени периоди, е хидрогенот, значи производство на хидроген, практично тоа е складирање на енергија и е еден нов тренд, една нова технологија на која што исто така треба да обрнеме внимание. Значи, еден од начините како да се избалансира системот и кога има вишоци на електрична енергија да се складираат е и производството на хидроген и тоа е све поголем тренд у светот. И јас ќе зборам прво генерално, па после ќе ви одговорам конкретно и за возилата. Практично електричната енергија кога ја имате како вишок или кога Марко добро тоа го кажа, на берзите ќе имаме едни ситуации и тоа многу брзо ќе ги видиме сите ние, верувајте, значи каде што ќе имаме цени блиску до нулата во дадени периоди и тогаш тие кои што се инвеститори во енергетските објекти нема да им се исплати да ја даваат електричната енергија на било која берза или на било кој потрошувач, тогаш ќе биде најдобро со метод на електролиза да произведат водород или да ја дадат, да речеме, ако имате реверзибилна централа во Чебрен или ако имате батериски систем во батерискиот систем. Сега ќе зборуваме за водородот. Водородот е значи електролиза со помош, значи со стотици години познат метод, меѓутоа технологијата беше проблематична во делот на тоа дека треба се складира, значи транспортот, високи притисоци и со развојот на материјалите, тоа стана све поактуелно и денеска е реалност. Денеска имате возови у Германија на водород, имате авиони на водород, значи имате практично бродови цели, значи кои што возат на водород и така, и тоа станува реалност и ќе стане како што ние не верувавме дека електрификацијата на возилата ќе биде реалност, а денеска веќе е сериозна реалност. Така, веројатно за некои десетина години хидрогенизацијата исто така ќе биде реалност. Што се однесува до можностите за употреба на водород, и ова е многу битно за нас, бидејќи ние сме гасно зависна енергија, значи ако викаме ќе правиме гасификација, ќе правиме гасни електрани, рек Битола ќе ја трансформираме и така натаму, Европа применува, значи веќе еден, или се обидува да воведе еден стандард, а тоа е во земјениот газ 20% да се намеша водород. Значи, CH4, метан, земјен газ, со 20% H2 водород е апсолутно одлично гориво и тоа ќе стане стандард, што значи дека и у гасот кој што ние ќе го трошиме во Македонија, можеме 20% да го произведеме на овој начин. Тоа е со електролиза. И сега конкретно за возилата. Да, значи ние во Македонија, можда малце се знае, јас нема да го искористам ова за пропаганда, но мислам дека е добро да го кажам, дека постои тим во Брако или во Фероинвест групација, која што работи и на батериски системи, 5 инженери веќе 2 години, но на хидроген и на развој на возила 27 инженери работат веќе 5 години и ние направивме не прво хидрогенско возило, такви има, но прво возило кое што е знаменето за чистење и сме горди што тоа возило веќе значи чисти во Ротердам, Амстердам, Париз, сега поново во Келн и во Лисабон. Тоа се места каде што ќе ги испорачаме следните возила, ги прават наши инженери, деца, македонци, кои што значи од Струга, од Дебар, од Радовиш и така натаму, кои што завршија светски универзитети, ги вративме во Македонија, во системот значи ги интегриравме. Системот има над 170 инженери и на тоа интензивно се работи. Значи да,
Тоа денеска не е исплатливо визави електричната енергија и електричните возила, како што и електричните возила не беа исплатливи, бидејќи пред се беа скапи како инвестиција по цена визави бензинските и дизел возила пред 10 години, но дефинитивно светот оди во таа насока и како се повеќе и повеќе ќе се инсталираат обновливи извори на енергија, пред се фотоволтаици, све поатрактивно и поинтересно ќе биде производството на водород. И уште еден додатен аргумент има, вие ќе направите батериски систем, тој има 10 години век, при тоа инвестицијата значително се зголемува, тие се искапи меѓу другото, али и после тоа се исто така проблем за рециклирање. Додека што се однесува до водородот, тој круг, како што кажа и господин Чулшевски, значи обезбедува стабилност на долг рок и одржливост, значи кругот е нула. Ако произведете од обновлив извор на електрична енергија, на пример ветерна електрана, од тоа произведете хидроген, со хидрогенот го возите возилото кај вас, на крај излез од сето тоа е водата која што на почеток сте ја искористиле. Значи нема никаква полуција, нула полуција, а нус производ од сето е кога на крај ќе се спојат водородот и кислородот, она како што го добивате водородот со електролиза, она што се случува во возилата е обратен процес. Ги спојувате водородот и кислород и добивате вода. Практично излезот од сето тоа е дестилирана вода со која што можете да ставите чаша и да ја пиете. Значи 100% чиста вода. Така да, тоа е иднината и тука има голема перспектива и мислам дека треба да биде опфатено во нашите државни стратегии, бидејќи ние треба да бидеме свесни дека други ресурси немаме. Значи, ресурсите што ги имаме се тие. Обновливи извори и сите модерни технологии. Ви благодарам.